Амбасада Меѓаши, токму представник од оваа амбасада е наш гостин во вестите. Јана Зенговска, добар ден. Добар ден. Каков е вашиот став по ваквата одлука на државата? Ставот на детската амбасада Меѓаши е пред се со разбирање и за родителите кои што не ги вакцинираат децата и за државните институции, бидејќи веруваме дека сите мерки што се прават се во насока на најдобар интерес на детето и соодветна здравствена заштита. Меѓутоа, правото на образование, кое што е во согласно со Конвенцијата за права на детето и законот во Република Македонија и правото на соодветна здравствена заштита во овој момент се подудараат и ние сметаме дека ни се наметнува прашањето што се оние родители кои што навистина нема да решат да ги вакцинираат децата. Сметаме дека превенцијата е најдобар механизам, дека имаме разбирање за мерките во епидемија, во состојба на епидемија во која што имаме, меѓутоа мора да се смислат и одредени аспекти за вклучување на сите деца во рамките на образованието, затоа што можно е да се случи некои родители на вистина да не ги вакцинираат децата и што ќе се прави со тие деца. Секогаш треба да се има став и за едната и за другата страна, голема почит и разбирање и кон родителите кои што решиле од X причини да не ги вакцинираат децата, меѓутоа и оние родители чии што деца се вакцинирани и со право се исплашени едната и другата група. Отворен разговор и други конструктивни решенија кои што ќе бидат во најдобар интерес на децата, сметаме дека се неопходни во овој момент со цел да се обезбедат сите права на децата во согласно со конвенцијата која што е ратификувана од нашата држава. Јана, јасно е во овој случај дека се кршат детските права, тоа го напоменавте и вие. Меѓутоа на оваа возраст кога се запишуваат во училишта, кршењето на законот го прават родителите, а не децата, со оглед на тоа дека родителите се тие кои одлучуваат дали нивното дете ќе биде вакцинирано или не. Кој е вашиот совет до државата да се испочитуваат и детските права, меѓутоа и да се санкционира родителот, а не детето кое што не го прекршило законот? Токму затоа збориме во Законот за основно образование, како што кажа и надлежните институции, јасно е дека децата треба да бидат вакцинирани за да отидат на училишта. Меѓутоа тоа не се почитува од X причини. Овој проблем сметаме дека е малце подлабок, има корени од минатото, кои што како неразрешени конфликти и одредени нејасноти не доведуваат до оваа ситуација. Најверојатно родителите треба превентивно да се разговара со нив, да се зборува кои се придобивките од имунизација, затоа што јавно достапни се два ставови, како што имаме наведено, дека вакцините се многу важни за здравјето на децата, тоа го кажува и Светска здравствена организација, УНИЦЕФ и така натаму, меѓутоа едниот став е дека има негативни последици. Квалитетните вакцини, обезбедувањето на кажувањето на сите позитивни и негативни аспекти од вакцинирањето и оние нуспојави и должна почит на оние родители кои што навистина можеби децата имале некакви негативни продолжени реакции како резултат на вакцинирање, можеби би требало на еден друг конструктивен начин да се зборат со цел родителите да се убедат и да се чувствуваат доволно поддржани дека тоа што го прават е во име на здравјето на нивните деца и дека не смеат да гиускратуваат правата кои што се во согласно со Конвенцијата за правата на децата, ни од страната на родителите, ни од децата. Ако вие го казните родителот, а државата обезбедува како заштита на јавното здравје кој што има приоритет во моментов, да не се запишуваат тие деца, можеби би имале поголем број на деца кои што нема да се запишат на училиште, тие заслужуваат подеднакво квалитетно образование без оглед на здравствениот статус или убедувањето на родителите, како што се вели во член 2 од Конвенција за права на децата. Зенговска, меѓутоа, дали од друга страна не се крши со тоа што ќе се прати во училиште дете кое што не е вакцинирано, дали од друга страна не се крши правото на другото дете кое што е вакцинирано редовно да учи во безбедна животна средина? И тоа е токму прашањето, затоа јас наведов дека и родителите чии што деца се вакцинирани, исто така стравуваат, имаат одреден отпор. Меѓутоа во овој момент не се зборува за тие, се зборува само за родителите кои што не ги вакцинирале децата, затоа што и вакцинираните и невакцинираните деца реално имаат подеднакво право на образование и соодветна здравствена заштита. Вакцините ние знаеме дека 100% не штитат.
Меѓутоа, намалувањето на колективниот имунитет доведува до онаа категорија на деца кои што се ризични, кои што имаат помал имунолошки систем или не се на соодветна возраст за вакцинација, можеби да заболат од ова вирусно заболување кое што брзо се шири, може да им го доведе во ризик здравјето. Ниту еден член од детската амбасада Меѓаши не е лекар по професија, за да можеме професионално да зборуваме за значењето на вакцините. Меѓутоа, во согласно со конвенцијата, затоа кажувам, имаме разбирање и за двете страни и можеби треба еден конструктивен разговор со почит кон двете страни и помеѓу родителите и надлежните институции. Така, Зенговска, ви благодарам за ова вклучување, да се надеваме еве сепак до септември, до стартот на учебната година имаме рок од неколку месеци, иако уписите траат само еден месец, дека се надеваме дека во скоро време ќе заврши епидемијата и дека ќе се изнајде начин сите деца да посетуваат училишна настава. Ви благодарам уште еднаш за ова гостување во Вестите.